Почитуван колега, във вашето 10-минутно излагане не слушавме нищо позначено във връзка со предлог законот за кој што расправаме, освен за еден член, нели, кој што се однесува на делот во кој што се врши договарање помеѓу имателот на земјиште, на објектот кој што е нелегализиран, односно после неговата легализација и Република Македонија како собственик на земјиштето. Сето друго беше во врска со одредени флоскули како криминал, детонатори и така натаму фамилија. Сакам да ви кажем дека стилот на работа на ВМРО-ДПМН и нова влада не е со закони да прикрива криминал, нешто што вие го правевте многу умешно во изминатиот период, па после да повикувате на отварање на одредени процеси. Сакам од вашата дискусија јас не разбрав една работа. Дали сте вие против законот за легализација на диво изградени објекти? Еве вие кажете ми некој предлог ваш од ваша страна како луѓето кои што изградиле одредени објекти на државно земјиште, а се дивоградби, поднесуваат барање за легализација на истите објекти, општините, значи не државата, не Министерството за транспорт и врски, значи општините, каде што припаѓаат тие објекти, му даваат документ за легализација на објектот, што понатаму со земјиштето? Дали вие предлагате, јас така заклучувам од вашата дискусија, ако не е тоа во непосредна спогодба, дали тогаш земјиштето треба да излезе на јавна лицитација, па да се јави некој комшија или некој сосема друг граѓанин на Република Македонија, чие што законско и уставно право е да се јави на било каква лицитација доколку исполни одредени услови, па тогаш да се случи некој друг да му го откупи земјиштето под објектот кој што пред една недела бил легализиран. Еве јас ве замолувам, искористете ја вашата контрареплика во една минута, како партија, вие сте заменик координатор нели на партеничка група, дадете ни објаснување. Кој е вашиот предлог за решавање на ваквите случаеви, а верувајте, најмалку можеби се во центарот на Скопје, таквите ситуации, ја земам пример Струмица, каде што имаме 9000 поднесени барања за легализација, ако не повеќе, веројатно 200 до 300 случаеви имаме такви. Еве, јас сакам да им одговорам на моите граѓани, но оваа влада донесе закон за легализација на дивите градби, во кој што не беа опфатени ниту членови и симпатизери на ВМРО-ДПМН, туку сите граѓани на Република Македонија без партиска припадност. Кажете вие, кој е решението за земјиштето кој што е во државна собственост под нивните имоти од кои ќе се легализира? Излезете, кажете јасно, без вакви флокскули, криминал, прикривање и така натаму.